Почитувани гледачи, ги следите вестите на телевизија Канал 3. Еве што ќе гледате во овие вести. Општина Бајрам Паша приреди ифтар во Маврово Ростуше. Водата во Дебарското езеро испремна за капење. Утре ќе се одржи Маврово тура 2017. Продолжуваме поопштено со најавените содржини. Во организација на општина Бајрам Паша Истанбул, Република Турција, со поддршка на општина Маврово Ростуше, синоќа кај големата спортска сала Македонија во општина Маврово Ростуше беше приреден отворен рамазански ифтар. Ифтарот го поздравија градоначалниците на Маврово Ростуше и Центар Жупа. Синоќа во општина Маврово Ростуше беше приреден отворен рамазански ифтар од страна на турската општина Бајрам Паша Истанбул. Активноста ја поддржа општина Маврово Ростуше и на ифтарот присуствува неколку стотина жители од општината. Пред и по ифтарот познати ансамбли од Република Турција се представија со фолклорни изведби од оваа земја. По ифтарот манифестацијата посветена на светиот месец Рамазан, присутните преку видеоснимка ги поздравија представници на општината Бајрам Паша и градоначалниците на општините Маврово Ростуше и Центар Жупа, Мокрем Мехмеди и Аријан Ибраим. Да им се заблагодарам сакал во оваа прилика на нашите пријатели од Бајрам Паша општина од Истанбул, кои што еве со овој ифтир успеа да сите нас не соберат на едно место. Навистина е прекрасна оваа гледка да ја гледаш од ова место од Бинава, како сите сме тука заедно. Значи, уште еднаш благодарам на нашите пријатели од Бајрам Паша и добре дојдовте во општина Маврово и Ростуше, како и на сите вас, почитувани мои сограѓани. Сакам да ви се заблагодарам што ете одвоивте време да дојдете, да заеднички направиме еден ифтир, кој што навистина представува прв ваков собир во нашата општина, кој што е од големо значење за сите нас. Искажам една благодарност во име на сите вас и во име на нашите општини, општина Центар Жупа и општина Ростуше, што во една ваква пригода, во еден ваков момент сите заеднички, во еден рамазански месец од 12-те најсветлиот, да ние сите заедно тука го отворено овој рамазански пост. Представникот на општина Маврово Ростуше Фикрет Ибраими нагласува дека оваа активност е поддржана и од општина Маврово Ростуше. Амин, за многу години нека ни на сите муслимани Рамазан, месец Рамазан. Ова е од ваков тип, малку поголем ифтар, е прв пат што се одржува на нашиве простори. Инаку ифтар го организира општината Бајрам Паша, Истанбулска општина, која веќе 13 години по целиот Балкан секоја година организира ифтири, почнувајќи од Босна, Србија, Косово, Албанија, Македонија, Бугарија и Грција. Значи целиот Рамазан они секој ден на посебно место припремаат ифтир. Значи овде тука сме во местноста Ростуше. Ифтар има за 2000 луѓе. Значи, од општините Маврово Ростуше, Центар Жупа, од Дебар. На отворениот ифтар присуствува голем број жители од општините Маврово Ростуше, Центар Жупа и Дебар. Исто така имаше и представници на локални институции, невладини организации и представници на бизнисот. Во хидроелектраната Шпилја, која е значаен електроенергетски објект, во изминатиот период од година во остварени се добри производни резултати. Во акумулацијата има резервана вода за производство на околу 35 милиони киловат-часови електрична енергија. Податоците добиени од надлежните во компанијата Илен потврдуваат дека во изминатиот период од година во хидроелектраната Шпилје забележани се добри производни резултати. Имено во споменатиот период произведени се околу 60 милиони киловат-часови електрична енергија, што представува 22% од вкупно планираното годишно производство, кое е проектирано на 275,5 милиони киловат-часови. Просечниот дотек во акумулацијата изнесува 30 кубни метри вода во секунда и истата е со 75% исполнетост. Надлежните одделем да објаснува дека во акумулацијата има резерва на вода за производство на околу 35 милиони киловат-часови, што ја оценуваат како солидна состојба. И со реализираното производство, но и состојбата со акумулацијата, тие се задоволни поради фактот, како што велат, релативниот сушен зимски и пролетен период.
Во летниот период Дебарско езеро е главното место за рекреација. Посебно во месеците јули и август брегот на езерото е препун со млади од градот, но и гости како од други градови, но и деца на печалбари, кои во голем број се во родниот крај. Според последните анализи направени од Центарот за јавно здравје, езерската вода е исправна за капење. Според последните анализи на езерската вода, извршени денобиве од страна на Центарот за јавно здравје, потврдува дека езерската вода е од втора категорија, што значи дека може да се користи за капење. Според епидемиологот Ментор Мела, за анализи земена е вода од 5 места и тоа онаму каде што Радика и Црн Дрим се влеват во езерото, потоа кај градската плажа, како и уште 2 места. Мела додава дека резултатите од анализите потврдуваат дека езерската вода ги исполнува критериумите за рекреација. Ние вршиме и контрола на површинските води, нарочито на Дебарското езеро. Во последните анализи сега во крајот на месец мај што ги вршивме, можам да кажам се втора класа, значи ги исполнуваат условите за капење и рекреација. Треба да се нагласи дека Центарот за јавно здравје анализи на езерската вода врши секој месец, пошто резултатите јавно се соопштуваат. Големата манифестација Маврово тура со учество на велосипедисти од земјава, но и надвор од неја по традиција се одржува во месец јуни. Според представници на организациониот одбор, таа ќе се одржи утре. Утре по 10 пат ќе се одржи традиционалната манифестација Маврово тура. Според представниците на организациониот одбор, во рамките на манифестацијата предвидени се професионални рекреативни трки со велосипеди околу Мавровското езеро и падините на планината Бистра, со што љубителите на велосипедизмот имаат можност да уживаат во природните убавини на регионот. Истите извори наведува дека активноста стартува на плоштадот во село Маврово. Според програмата, во 9 часот стартува големиот маратон, во 9 часот и 30 минути малиот маратон и во 11 часот рекреативната трка околу Мавровското езеро. Манифестацијата се карактеризира и почеството на голем број на љубители на спортот од повеќе градови од нашава земја, но и дипломати. На ова позната спортска манифестација редовно учествуваат и надпреварувачи од општина Дебар, кои во изминатите години постигнале мощни добри резултати. Почитувани гледачи, продолжуваме со информациите од нашава земја. Факултетот за електротехника и информатички технологии синоќа во Македонскиот народен театар ги промовираше 310 нови инженери, од кои 210 дипломирани студенти и 100 магистри. На промоцијата присуствуваше министерката за образование и наука Рената Тринеска-Десховска, деканот на Факултетот за електротехника и информатички технологии професор доктор Димитар Ташковски и представници од деканатот на факултетот. Деканот Ташковски во своето обраќање потенцира дека Македонија секогаш има потреба од вакви кадри. Секогаш бидете свесни дека Македонија има потреба од вас, луѓе кои ќе ги вложат своите потенцијали во развојот на општеството, лица кои ќе помогнат на државата да го премости периодот од конвенционални кон обновливи извори на енергија и ќе ги внесат новите информацијски комуникацијски технологии во сите области на делување. Се надеваме дека со ваша помош државата ќе подигнеме на уште повисоко научно ниво во нашата област, рече професор Ташковски. Министерката Тринеска-Десховска порача дека државните институции ќе ги отворат вратите за студентите и од тие акцентот ќе биде ставен на мотивација на практикантите од Факултетот за електротехника и информатички технологии да ги споделат своите иновативни идеи. Народниот правобранител бара од Министерството за труд и социјала да се промени законот за заштита на децата. Правото на родителски додаток за трето дете наместо да им помага ги дискриминира социјално ранливите категории. Нема никакви ограничувања за мајки кои се работоспособни и остваруваат приход, но корисниците на социјална помош мора да се откажат од тие средства ако сака да добијат додаток за трето дете. Барамовска вели дека актуелното законско решение врши целосна дискриминација кон таткото како родител и промовира нееднаквост. Искуството во изминатите години покажало дека поради предвидени членови од законот семејствата останувале без додатокот иако таткото ги исполнувал сите услови. Најтешко име на мајките ромки од шуторизари кои не може да го остварат ниту условот за редовни гинеколошки контроли поради немањето на матичен гинеколог во општината. Од канцеларијата на Народниот правобранител вела дека таткото мора да добие поголеми права. Сегашниот закон без разлика на бројот на деца кои ги има не му дозволува да понесе барање за користење на додатокот.
Фестивалот на уличен театар под отворено небо Баскерфест 2017 почна синоѓа во Скопје со парада на учесниците, како и градскиот дувачки оркестар и девојките од танцовиот клуб Еурека. Парадата почна на плоштадот Македонија, пошто учесниците се опатија кон улицата Македонија, потоа се вратија на плоштадот. Баскер изведувачите, оркестарот и танчирките соопштија од град Скопје, на овој начин ги поканија скопјани да излезат на улиците и да уживаат во возбудливите точки кои ќе може да ги гледаат во центарот на Скопје до 25 јуни. Град Скопје е покровител на манифестацијата Баскерфест. На плоштадот Македонија во текот на 10 дена на трите поставени бини ќе се одвива програмата на фестивалот секојдневно од 19 до 23 часот. Има и детско катче за најмалите, каде што децата може да се вклучат во различни забавни активности секојдневно од 18 часот и 30 минути до 20 часот, а музичката програма ќе биде застапена секој ден од 22 часот до 1 часот по полноќ. Во рамки на Баскерфест има и пивска градина, каде што посетителите може да се освежат во топлите денови. На годинишниот отворен театар се најавени многу интересни артисти од целиот свет, меѓу кои Барбароса, Пеперониус, Винил Бърнс, Јаника Белиза, Хосе Енрикес, Господин и господја Бабал, дуото Мајсторот и Маргарита и други учесници. Следи блокот информации од регионот и светот. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека го укинува целосно договорот со Куба, што беше склучен за време на управувањето на претходниот председател на САД Барак Обама. Тој наведе дека ќе бидат воведени мерки со кои ќе се вратат ограничувањата во сферата на туризмот и трговијата со Куба. Трамп ја представи новата политика кон Куба во говорот во Мајами, каде наведе дека карипската земја си дозволила премногу отстапки од САД, согласно ужасниот и погрешен договор постигнат со Обама, но дека сега тие денови завршија. Американскиот председател нагласи дека казнените мерки против Куба ќе останат во сила се додека кубанските власти не ги ослободат политичките затвореници, не престанат да ги малтретираат дисидентите и започнат да ја почитуваат слободата на изразувањето. Австралија прогласи национална амнестија на оружје, со што им овозможува на луѓето да го предадат нелегалното или нерегистрирано огнено оружје на властите. Целта е да се намали растечкиот број на нелегално оружје и доаѓа во време на зголемена терористичка закана. Програмата почнува на 1 јули во рок од 3 месеци до 30 септември. Секој кој поседува нерегистриран пиштол или друго огнено оружје, законски може да се ослободи од него или да го регистрира во одобрени места за регистрација во секоја држава и територија, без страв дека ќе биде кривично гонет, рече министерот за правда Мајкл Кинан. На 87 годишна возраст во својот дом почина поранешниот германски канцелар Хелмут Кол. Кол беше канцелар од 1982 до 1998 година, а во историјата ќе остане запаметен како големиот обединувач на Германија. Тој ја покрена иницијативата за соединувањето на двете Германии, поделени по Втората светска војна, и беше движечка сила за воведувањето на единствена европска валута, убедувајќи ги скептичните германци да се откажат од марката. Кол по Втората светска војна најдолго од сите беше на функцијата канцелар на Германија, 4 последователни мандати. Почитувани гледачи, со информациите од светот ги завршуваме вестите на телевизија Канал 3. Ви благодариме на вашето внимание.